Користењето на првото знаме на независна Македонија, сонцето од Кутлеш, може да ве чини 200 евра поради прекршување на јавниот ред и мир, дури на неофицијален настан. Таков е случајот на раперот Жарко Масларковски, кој на прославата на втората европска титула на Вардар вечерта веднаш по освојувањето решил на грбот да го стави сонцето од Кутлеш. Ваквиот потек бил доволна причина да реагира полицијата и да напише прекршочна пријава. На наведената дата, време и место, пријавениот истакнувал знаме кое што не ги содржи обележијата утврдени со закон, пошто од страна на полициски службеник од полициската станица Центар Скопје, при вршење на служба на пријавениот му било издадена наредба да се престане со нарушувањето на јавниот ред и мир, нешто истиот се оглушил на наредбата, со што постапил спротивно на наредбата на овластено службено лице на државен орган. Раперот обвинет за истакнување на знамето на настан кој не бил организиран, туку бил спонтан собир на граѓани на плоштадот Македонија со цел да го прослават големиот успех на македонскиот ракометен великан. Тој на 2 јуни во 22 часот и 40 минути бил нотиран од полициски службеник поради знамето. Тоа беше и причина да присуствува на неколку судски рочишта. Жарко Масларковски од Скопје аеродром се повикува да се јави лично во Основен суд Скопје 1 Скопје заради испитување во својство на обвинет за прекршок постапување спротивно на наредба по член 18 и член 14 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир. Ваквата забрана за користење на првото официјално знаме по независноста на Македонија доаѓа со потпишувањето на договорот од Нивици, на кој парав со покровителство на тогашните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас, ставија министрите за надворешни работи Никола Димитров и Никос Кодзијас, еве што е пропишано со член 8 став 3 од Преспанскиот договор. Втората страна нема повторно да го потребува на кој било начин и во каква било форма символот порано истакнат на нејзиното поранешно државно знаме. Во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на оваа спогодба, втората страна ќе пристапи кон отстранување на символот истакнат на нејзиното поранешно државно знаме од сите јавни места и од јавна употреба на нејзина територија. Археолошките артефакти не спаѓаат во опфатот на оваа одредба. Со Преспанскиот не е забрането приватно користење на сонцето од Кутлеш, но македонските власти и во овој случај чекор понатаму и го надградуваат договорот, па гонат обични граѓани. Поради договорот со насмевки потпишан покрај Преспанското езеро, Македонија дури брусаше шахти, а на сите споменици со овој македонски символ се додаваше дека биле дел од хеленската историја, а за тоа имаше рок од 6 месеци од влегувањето во сила на овој договор. Ова е пропишано во членот 8 став 2. Во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на оваа спогодба, втората страна ќе го преиспита статусот со спомениците, јавните згради и инфраструктурата на незината територија и доколку истите на кој било начин упатуваат на античката елинска историја и цивилизација, што представува составен дел од историското или културното наследство на првата страна, ќе преземе соодветни корективни действија со цел делоотворно да го разгледа прашањето и да обезбеди почитување на таквото наследство. Македонија досега ги исполни речиси сите своји обврски од Преспанскиот договор, покрај промената на името на државата, променети беа имиња на институции и многу други работи, додека по страна на Грција не е исполнето речиси ништо, па дури некои најпрости обврски, како промената на патоказите кај јужниот сосед, на кој се уште пишува Скопје, наместо новото уставно име на државата, нешто што е нивна обврска од договорот во Нивици.